Здраво и добро дојдовте уште на видео, каде што ова видео ќе разгледаме процесот на инфламација, односно на воспаление и како тоа е дел од вредениот имун систем и како всушност не заштитува, односно помага при инфекција. Сега, првично ќе започнеме со една неоштетена анатомска бариера, односно еден слој од епителни клетки, така кои се нормални, нели, дека си имаме под нив нормално ткиво. Сега, во ткивата знаеме дека имаме резидуални клетки на вродениот имун систем, односно одредени макрофаги, така кои настануваат од моноцити кои влегуваат во ткивата, се диференцираат на макрофаги. Тие си седат таму постојано, не се многу на број, но таму се. И сега да речеме дека имаме оштетување од ткивото, некое си парче дрвце, така, значи имаме тука едно парче дрво, да правиме пооштро, каде што на тоа парче дрво нормално дека имало некои бактерии кои се наоѓале на неговата површина, или пак и при самата повреда ќе се отвори нели рана, ќе се направи. При самата рана ќе навлезат некои бактерии од околната средина. Така, сега, овие макрофаги кои се наоѓаат овдека не се во голем број, но они на својата површина имаат pattern recognition рецептори, така кои препознаваат одредени неспецифични молекули на различни патогени организми. Така, значи имаат ПРР. И плюс има во околното ткиво од телесните течности тука во интерстицијалниот простор, исто има такви рецептори кои се растворливи, така кои се наоѓаат во околното ткиво. Сега, кога тие рецептори, например, ќе забележат присуство на некоја си субстанца, така, која е од бактериско подоцно некој си патоген организам, значи најчесто збориме за микроорганизми, тие ќе забележат дека има опасност, така, и ќе започнат да ослободуваат одредени цитокини, кои може да бидат хемокини, хемокини се дел од цитокините, значи цитокини, има различни цитокини, ќе ги спомнеме понатаму, кои ќе го покренат одговорот на, односно ќе покренат инфламација. Така, значи преку детекција на овие пампс, или пак некој дампс од оштетени клетки, ќе се врзат за ПРР рецепторите и ќе се излачат цитокини, и како што реков, тие цитокини потаму ќе предизвикат инфламација. Сега, ние ќе збориме сега за инфламација, но ќе збориме главно за акутна инфламација. Така, значи за акутна инфламација. Зашто може да има и акутна и хронична, не сакаме, значи тоа повеќе проблеми ќе направи, но акутна инфламација ќе биде кратко трајна, значи минути, часови, дури може да трае некој ден, но не е долготрајна. Така бидејќи долготрајна ќе предизвика повеќе проблеми. При долготрајна инфламација ќе имаме и ангиогенеза, создавање на нови крвни садови, ќе имаме фибриогенеза, ќе почне сврзано ткиво да се појавува на местото повреда и така натаму. Значи нема за тоа да збориме, него ќе збориме за акутна инфламација. Сега, уште од порано знаеле како изгледа едно воспаление, така било од надвор лесно уочливо, така на местото кај што била повредата се јавувало црвенило, така ќе направиме како црвено местото, значи се јавувало црвенило, или на латински тоа се нарекува рубор, каде што било и местото самото оттечено, така, значи било оттечено, подигнато нагоре, така, било зголемено местото, односно сме имале оток, добро, тоа е собирање од течност е отокот, едеме тоа, ама се нарекува, односно тумор, така се нарекува на латински. Исто така, местото било топло, така, значи било потопло од околната област, ево ќе асоцираме како црвени линии ќе стават, значи имало некоја си топлина, која ќе забележиме со колор, значи топлина, овака треба да биде всушност калоре, како калорија, мерка за единица за енергија. Добро, имаме топлина и исто така било болно место, значи болело на тоа место, но сме снимале долор, односно болка. Сега понатаму рекле дека и плюс се нарушува функцијата на местото, односно имаме исто така плюс функциолеза. Значи функцио
леза, односно нарушена функција. Сега ќе видиме подетално како всушност ќе се реши целиот овој проблем. А проблемот моментално се патогените организми, односно бактериите, оштетените клетки кои се наоѓаат, бидејќи тука имаме како оштетени клетки кои треба да се отстранат, така имаме мртви клетки, имаме оштетени клетки и плюс имаме цела дупка. Така дупката треба да се затвори. Значи тие се главните проблеми кои треба да се соочат. Треба да се отстранат бактериите, треба да се отстранат уништените, односно мртвите клетки, и треба да се затвори раната. Така, кога тоа ќе се реши, ќе прекине воспалението. Сега, овдека во околната средина кај ткивото имаме крвни садови. Така, нормално дека имаме крвни садови секаде наоколу. Че имаме крвни садови кои носат секакви крвни елементи, основно крвни клетки, какви што се белите крвни клетки, основно леукоцитите. Сега, имаме цитокини кои се ослободуваат, кои ќе опренесат сигналот, и во овие цитокини спаѓаат тумор некротичен фактор алфа, спаѓа интерлеукин 1, интерлеукин 6, простагландини, хистамин, некои хемокини, иако хемокините спаѓаат, тие се цитокини, но окей. Хемокините значи служат за привлекување и плюс има други медиаторни супстанции. Значи овие супстанции, како што реков, се ослободени од макрофагите, ослободени се од маст клетки, од дендритични клетки, така значи од макрофаги, маст клетки, дендритични клетки и други клетки на вродениот имун систем. Сега, овие цитокини и многу други кои се ослободуваат, кои не ги набројуваме, едноставно после само ќе ставаме на табела, имаат различни ефекти, главно врз капиларите, така, каде што предизвикуваат вазодилатација, така значи прават вазодилатација, што значи зголемување на волуменот на крвните садови, основно на капиларите, ја зголемуваат нивната пермеабилност, значи зголемуваат, односно пропуштање, кога пропуштаат на некој си начин. Исто така стимулираат создавање на така наречени кам молекули на површината на епителните клетки, така на ендотелото, односно на крвните садови. Значи се создаваат овие кам молекули. Тие се селективни молекули, ќе ги разгледаме малце подоцна, ќе разгледаме што всушност се случува, че создавање на кам молекули, што стои за cell adhesion molecules. Значи молекули кои лепат клетки на нив. И зошто е ова битно? Бидејќи имаме дека и хемокини, така, и сега дека си патува некоја клетка, бела крвна клетка, така некоја си клетка од имуниот систем, и сега она од кај знае дека тука има некаква си инфекција. Она лета многу брзо, така врте низ циркулацијата како што си пумпа срцето. И она треба сега тука да застане, па да застане и за да искочи надвор од другата страна, така, на крвниот сад. Ама она како ќе застане? Она нема кочници да крене рачно и да застане. Она си тера како што си тера крвта. За да застане, она треба да се врзе, значи она си има тука молекула, ајде како ќе направиме со некоја си поочигледна боја, да се врзе со овие кам молекули, така што тие кам молекули на некој начин ќе ја залепат. Така, и кога ќе залепат, она ќе застане. И чим застанала, значи, чим има овдека молекули на кои може да се залепам, тука мора да има некаква си инфекција. Значи, овие cell adhesion molecules служат со цел да може белата крвна клетка, така, ќе наречеме, нема зашто така леукоцит, само ќе наречеме, фали и леукоцит. Значи му возможуваат на леукоцитот да се залепи, односно да може да застане, бидејќи тој си лета. Тој тера со циркулацијата, тој како што реков, нема рачно да крене или стисне кочница, мора да се залепи за нешто за да знае кај има проблем. И он кога ќе се залепи, потоа преку процес, слушна диапедеза, ама исто може да се нарече и екстра
вазација, кој нема толку ако разгледуваме понатаму, ќе искочи надвор од крвниот сад, односно капиларот, и ќе може да се приклучи на нападот, мислам на одбраната. Така, може да се приклучи на одбраната. Исто така овдека, бидејќи реков дека има зголема пермеабилност, тоа зголемата пермеабилност му овозможува полесно да искочи, иако тој си има своји механизми. Исто така зголемата пермеабилност всушност овозможува на повеќе течност да искочи така од крвните садови. Така е, значи излегување на флуиди. Така што ќе се појави едем, така, односно оток, и тоа е важно, бидејќи потребни се субстанции за да може, хранливи субстанции за да може поефективно да се бори имуниот систем, и плюс тие флуиди со нив ќе понесат некои плазма протеини, некои протеини кои имаат антимикробни својства, така да речеме, некои си протеини кои се носат заедно со овие флуиди и кои ќе бидат корисни. Сега интересно е дека овие цитокини, значи туморни, ќе ги запишам на страна, че овие цитокините кои ги разгледавме како тумор некрозен фактор алфа, и ако нема да ги разгледуваме детално, само ќе ставам листа на сите други цитокини кои се ослободуваат, бидејќи стварно може многу да се збори за сите овие цитокини, значи нивната протеинска структура, како се синтетизираат, како се составуваат и така натаму, и како може да се трансформираат и како делуваат, значи може за секој цитокинин да се збори, нема тоа да го правиме, но само да се знае дека постојат тие информации. Добро, да се навратам сега. Значи овој тумор некротичен фактор алфа, интерлеукин 1, интерлеукин 6, освен што имаат локални ефекти, значи врз самите капилари, исто така имаат и системски ефекти. Системски. Така, значи ова ќе оставиме како плюс, дека имаат системски ефекти, односно што предизвикуваат. Преку зголемена експресија на COX-2 предизвикуваат создавање повеќе на одреден простагландин, E2, кој може да помине blood-brain barrier и да стигне до хипоталамусот, каде што се регулира температурата, телесна температура, така што ќе имаме зголемување на телесна температура, односно ќе имаме температура, fever, фибрилациона состојба. И тоа е добро, значи температурата е релативно добра, значи не треба чим ќе кренете 38 да пробувате да симнете температурата, бидејќи при повисока температура потешко е на некои микроорганизми да се реплицираат, бидејќи повисоката температура им денатурира одредени протеини, така им ги разглобува протеините. Сега тоа и врз тебе влијае, но повеќе влијае врз бактерии, бидејќи они се навикнати да живеат на 37. Така, сега ако се зголеми многу, станува проблем, така не сме да иде над 40 температурата, бидејќи ќе почне и твоите протеини да се денатурираат. Али општо земено температурата е добра. Значи што полго имаш температура, ако не пробаш да симнеш, побрзо ќе оздревиш. Така ако е симнуваш температурата, подолго ќе ти трае, потенцијално подолго би траела настинката. Сега, освен што влијаат врз COX-2, они исто така може да влијаат врз хепатоцити, кои се наоѓаат во хепарот, така што хепатоцитите да зголемат, односно создавање на акутни стрес протеини или акут шок протеинс или акут фейз протеинс, акутни фазни протеини, не знам македонски како би го направиле, не може да биде фото така, акутни фазни протеини. Сега, иако воспалението, значи е добро, не сакаме да имаме општо воспаление, значи сакаме да имаме локално воспаление на едно дадено место. Сега, ако имаме општо воспаление, односно да речеме дека бактериите се внатре во крвотокот и се намножиле, така ако една бактерија ако влезат неколку, не е голем проблем, одма ќе се неутрализираат, но речеме дека на некое си место имаш насобирање на големо парче многу бактерии, така и наеднаш сите влезат во циркулацијата,
ќе имаме така наречено труење крвта, односно сепса, односно септичен шок може да се јави, каде што буквално имаме инфекција на крвта, така. Значи, вака на страна ќе направиме крвниот сад, ќе продолжиме. Значи, ако влезат многу бактерии одеднаш, например тоа се јавува при пукање на ампендиксот, што го викаат слепо црево, апендицитис, бидејќи во крајчето, тоа каде што е слепото црево, па нели имаме колун асценденс, има всушност бактерии. Така, значи имаме бактерии, ние нормално си имаме и во цревото бактерии, и сега ако пукне, тие бактерии, бидејќи се многу насобрани во едно место, ќе влезат во циркулација, така, едносно имуниот систем, тоа ќе му биде еден огромен шок, и што ќе се случи, да речеме имаме многу бактерии во циркулацијата одеднаш, и имаме инфекција на крвта, така, односно имаме сепса, СПСА, всушност ќе почне да се активираат сите овие цитокини, така, ќе почне тие цитокини да се активираат и ќе имаме вазодилатација, ќе почне да се шират крвните садови, така. Ама ова бидејќи се случува насекаде, ќе почне општа вазодилатација ќе се јави. Сега добро, не е огромен проблем, предико е шешко тоа се јавува, така. Ама ќе почне с голема пермеабилност, ќе почне и вода да излегува, така флуиди надвор од крвните садови. Рековме дека и плюс имаат системски ефекти, така ќе се зголеми и температурата на телото, така ќе се зголеми температурата, многу ќе се зголеми, бидејќи имаме многу многу цитокини ослободени, бидејќи насекаде се наоѓаат бактериите. И ако се зголеми температурата, нормално ќе се зголеми и фреквенцијата на чукањето на срцето, така, значи heartbeat, зголеми heartbeat, ќе почнеш брзо да дишеш, така, значи фреквенција на дишење. И зголемувањето на срцевата работа и дишењето не само што ќе бидат стимулирани од зголемување на температурата, него и тоа што излегуваат флуиди, така излегуваат флуиди од капиларите, се намалува течноста во крвните садови, односно паѓа крвниот притисок. Ако паѓа крвниот притисок, срцето мора посилно да чука со цел да стигне крв до секаде. Но плюс и поголеми се крвните садови, така имаме вазодилатација, така што и тоа придонесе уште повеќе да падне крвниот притисок и односно сепса јаме, односно влегуваме у септичен шок. И многу се големи шанси да се смрт, значи може да бидат некаде до 90%. Значи на некој начин умираш од тоа што се крева огромна паника. Значи, мислам, треба да се крева огромна паника, имаме бактерии низ целиот крвоток, значи тоа не е мала работа, ама веројатно ќе можеш да се справиш, ако не кренеш толкава паника, малце повеќе време ќе ти треба, се треба да се активира адаптивниот имун систем и така натаму, но поголеми се шанси да се справиш ако не кренеш толку паника, мислам сега на телото му зборам, не зборам на личност индивидуално, но телото не може тоа си го регулира, крева огромна паника и големи се шанси дека ќе умреш. Но окей, нема на тоа се задржуваме, сега едноставно само на кратко ќе го повториме се ова, па ќе разгледаме некои дополнителни работи. Значи имаме влез на бактерии, ако ќе земам со подебела стрелка, имаме влез на бактерии, така, тие бактерии создаваат овие pattern associated molecular patterns, исто оштетените клетки создаваат damage associated molecular patterns. Тие се препознаени од страна на pattern recognition рецептори на макрофагите и плюс pattern recognition рецептори кои се наоѓаат растворени во интерстицијалната течност. Макрофагите или маст клетките или дендритични клетки создаваат цитокини. Тоа е голема класа на соединенија, огромен број на медиатори, кои дека само некои се напоменати, кои имаат различни улоги врз крвните садови, предизвикуваат вазодилатација, излегување на течности, создавање на овие кам молекули, така што би се знаеле каде белите крвни, односно левкоцитите да застанат. Се предизвикува системски одговор, се зголемува синтеза на овие акутно фазни протеини, се зголемува телесна температура, има и други системски ефекти и целото воспаление ќе прекине кога ќе се затвори, значи погрешно го држам, се затвори отворот на раната, ќе се отстранат патогените организми, ќе се отстранат мртвите клетки, ќе се отстранат оштетените клетки. Значи кога тоа ќе се направи, ќе прекине воспалението и се ќе биде решено. Најверојатно.
Инаку, овој процес на воспаление нормално мора да биде контролиран, така бидејќи првично е сушност позитивно регулиран, како што имаме еден макрофаг, така, кој почнува да ослободува различни цитокини, како интерлеукин 1, интерлеукин 6, тумор некротичен фактор алфа, така. Значи слободуваат различни цитокини. Сега, интересно е дека овие цитокини кои ќе најдат на друг макрофаг, така најдат некој си друг макрофаг, го стимулираат и тој да продуцира вакви цитокини. Така што е еден позитивен луп. Вакви цитокини индуцираат други макрофаги исто да прават вакви цитокини. Така. И всушност кај е крајот? Кај ќе му биде крајот? Цело време само повеќе и повеќе и повеќе и повеќе ќе се прават цитокини, односно ќе имаме позитивен регулаторен механизам, така. Позитивен фидбек. Така. Сега, тоа е добро на почеток. Така, нели, кога имаме некаква си инфекција, имаме некаква си бактерии, навлегле добро е да имаме ваков позитивен фидбек со цел побрзо да се појача, така, побрзо да настане воспаление, да го појачаме имуниот одговор, да повикаме масовност и се тоа. Но тоа мора да се регулира во одреден чекор. Ние нели реков дека инфламацијата ќе прекине кога ќе се отстранат бактериите, кога ќе се затвори раната, така кога ќе се отстранат мртвите клетки и се тоа. Но како да го прекинеме овој позитивен фидбек? Цело време ќе иде од една клетка и таа клетка ќе прави повеќе цитокини, така, таа ќе прави повеќе цитокини, таа другата ќе прави уште повеќе и повеќе и повеќе и ќе влеземе во една бесконечна каскада и ќе имаме септичен шок. Така, не може ни од секоја инфекција да имаме септичен шок, тоа не може да е така. Така што патем мораме некаде да имаме и негативен фидбек. Каде што ќе можеме да го прекинеме овој процес. Интересно е дека фидбек механизмите се всушност активација на различни протеини. Активацијата на тие различни протеини исто е иницирана од реагирање на овие pattern recognition рецептори. Така, значи ја реков дека кога они ќе реагираат со некој си памп или дамп, тие ќе почнат продукција на цитокини, така. Но тоа е првично, тоа е прво. Но колку што подолго трае овие памп и дампс, ќе почнат да се активираат и некои други протеини. Така, значи овие други протеини всушност ќе бидат дел од негативниот фидбек. И вакви се некои фосфатази. Фосфатази се ензими кои отстрануваат фосфори, така ќе напишам минус фосфор, значи отстрануваат фосфори и со тоа деактивираат некои ензими. Бидејќи кога некој ензим или некоја молекула има фосфор на незе, таа е активна, така што оваа фосфатаза ги отстранува фосфорите, така што ги прави голем број ензими неактивни. Друг начин на негативен фидбек е всушност продуцирање, и ова е многу паметно, продуцирање на вакви ПРР рецептори, или не баш на ПРР рецептори, него на рецептори, речеме вакви коцкасти рецептори, каде што овие рецептори нормално се наоѓаат внатре во макрофагот и се врзуваат со цитокини, така што прават продукција на повеќе цитокини, така. Па што ако ги направиме овие рецептори, ама ги пуштиме у цитоплазмата, да не бидат врзани со клетки. И така овие цитокини, така овие рецептори кои врзуваат цитокини, ќе ги врзат цитокините кои се наоѓаат, кои се вишок, така бидејќи реков преку овој позитивен фидбек правиме се повеќе и повеќе цитокини. Сега имаме многу цитокини у не само цитоплазма, во интерстицијалниот простор. Така што ќе направиме рецептори за нив, ама тие рецептори нема да се врзуваат со ниту една клетка. Едноставно ќе бидат празни рецептори. И овие цитокини ќе се врзат со овие рецептори и така веќе нема да бидат слободни од цитоплазмата. И ќе го регулираме на некој си начин процесот. Ќе ја прекинеме јамката, бидејќи ќе ги врземе цитокините со рецептори кои не се врзани за макрофаги. Друго е создавањето на интерлеукин 10. Значи ова исто е цитокин, но поентата е за да се создаде тој треба повеќе време. Да речеме дека има некоја посложена молекула. Така што на почеток се создаваат овие простите, али треба време дури се направи сложената, така. И кога ќе се направи, веќе поминало некое си време, така што кога ќе се направи интерлеукин 10, веќе најверојатно е среден процесот. Така што кога ќе се појави, он почнува да го инхибира
овој процес. Он почнува да го инхибира овој процес, да му става граница. Сега нема да разгледаме молекуларните механизми на тој кој тоа го прави, но се случува. Значи бидејќи му треба повеќе време дури се создаде, од кога ќе започне процесот на инфламација, дури покасно нели ќе се создаде, кога веќе најверојатно е решен случајот. Друго е создавање, значи после некое време, на почеток повторно ќе напомнам, се создаваат интерлеукин 1, интерлеукин 6, се создаваат тумор некротичен фактор и така натаму, но треба време, значи треба постојана стимулација на пампс и дампс, така што ако имаме постојана стимулација ќе почне да се формира ТГФ бета, кој всушност инхибира создавање на дампс. Значи овој инхибира дампс. А дампс доаѓа од клетки кои влегуваат во апоптоза, од оштетени клетки на нашето ткиво. Така, ако инхибира дампс, ќе се намали секрeciјата на другите цитокини. Друго, например, рековме дека интерлеукин 1, така, 6 и тумор некротичниот фактор алфа влијаат врз хипоталамусот. Така, и нели се ослободува простагландини, Е2, хипоталамус, се зголемуваше телесна температура. Но исто така се ослободуваат и гликокортикоиди, кои имаат антиинфламаторен одговор. Така што ќе се намали воспалението. И сите овие негативни фидбек регулации се активираат после некое време од инфламацијата. Значи првин имаме позитивен фидбек, така каде што важен е со цел што побрзо се прекине инфламацијата, но ако трае инфламацијата многу долго, така, ако трае многу долго, важно е да се активираат негативни фидбек механизми, така што се прекине процесот. Не е важно дали е решен, значи, важно е дали е решен, ама и да не е решен, мора да се прекине. Така не може да тераме така безкрај. Тоа ќе биде исто како сепса да имаме. Значи не можеме да тераме безкрај, ако трае долго и да не е решен, што најверојатно е решен, ама и да не е решен, мора да се започне со негативни фидбек механизми за да се прекине процесот или бар да се регулира, да се намали, да не биде толку интензивиран. Добро, тоа беше тоа. Сега ќе видиме некои дополнителни работи, односно ќе видиме колку всушност различни цитокини постојат. Значи само ќе ставиме на табела, нема да ги објаснувам. Значи еве овдека имаме слика од различни цитокини, тумор некротичен фактор, имаме алфа и бета, интерлеукин 1, значи тука пишува кои клетки го прават, така, кои ефекти ги има, и така натаму, колкави се, колку далтони, интерлеукин 12, хемокини, тип 1 интерферони, 10, 6, интерлеукин 15, 18, 23, 27, значи различни соединенија. И сега тие сите имаат комплексна структура, различно се создава, па треба да се асемблира, треба да се активира, па треба да се прати на друго место. Значи многу комплексни процеси. Се знае најголем дел од се тоа, како е изградено, како функционира, но тоа е за повисоки студии ако стварно те интересира, па да го разгледа. Овдека се имаме една слика каде што накратко ќе објасниме како леукоцитите кои си шетаат, знаат каде треба да застанат, така. Значи он си шета, се движи, како што го носи крвта, така. Но на место каде што имаме макрофаг или некоја маст клетка или ДЦ клетка, која е стимулирана од страна на микроби, така значи имаме пампс или дампс, прави цитокини. Цитокините прават вакви селектин молекули и интегрини. Исто така се прават хемокини. Така, сега. Овој леукоцит, значи има селектин лиганд, ќе се врзе, но не се држи многу силно, така што крвта као што иде уште така како го рола, кога он се врти, так, си иде како тркало. Сега, си иде така се додека и селектин, хемокинскиот рецептор, што е вдека, тој зелениот, не најде на хемокин. Кој ќе најде на хемокин, интегрините му стануваат од low affinity, така како отворени, кон high affinity, кога се затворени. И сега целиот со својата површина, со сите интегрини, така со сите интегрини, ќе се залепи на местото каде што забележал хемокин. Така ќе се залепи и чим ќе се залепи ќе почне
цела каскада на протеински реакции кои се одвиваат внатре у леукоцитот. Така што ќе почне DA50, односно да излегува, односно екстра вазација, и да влегува во околното ткиво и ги следи хемокините и со тек на време ќе најде каде треба да оди и да уништи одредените бактерии. Ова е како локален и систематски активности на различни цитокини при воспаление. Значи спомнавме, зголемуваат пермеабилност, прават овие CAM, Cell Adhesion Molecules, така, значи на мозокот прават температура, акутно фазно протеини на црниот дроб, на хепарот, на коткеното срце, на продукција на леукоцити, така, на срцето намалуваат испумпувањето на крвните ендотелните клетки на крвните садови, зголемуваат пермеабилноста, и на мускулите што прават? Отпорност на инсулин. Интересно, значи ако има отпорност на инсулин, ќе имаме повеќе шекер во крвта. И така. Добро, тоа беше главно се за воспаление. Се надам дека научивте нешто ново, видовте како се одвива процесот. И тоа беше се за ова видео и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.